Здраво, јас сум Даниела Тошева и во оваа видео презентација ќе ви објаснам накратко што е тоа античка драма и антички театар, кога, каде и како се појавиле. Всушност, ова е накратко запознавање со содржините на предметот античка драма, кој се изучува задолжително на катедрата за класични студии на Филозофскиот факултет на Универзитетот Кирил и Методи. Токму така, драмата настанува во Хелада или во Стара Грција и се поврзува со култот на богот Дионис. Овој бог во подоцнежниот период се поврзува со драмата и со театарот, но во архајскиот период Дионис бил вегетативно божество, како и божицата Деметра. Дионис се грижил за плодовите што даваат сок, како што е виновата лоза, а Деметра пак се грижи за тврдите плодови, како што е житото. Годината кога се вели дека настанала драмата е 533-та, а местото е градот Атина. Имено, тогаш била пренесена славата на Дионис во градот, наместо до тогашното славење по селата, како што и доликува за вегетативно божество. Од тогаш славењето е земено под надзор на градот, така што и драмските облици што се прикажувале на прославата добиле еден востановен облик. Тогаш, во 533 година, за првпат е прикажана трагедија, односно песната на јарецот. Некаде во 6 век пред нова ера, на важните илустрации Дионис се појавува во придружба на сатири, како што може да видите на овој слайд. Дионис, сатир и Менада. Дионис е во средината. Сатирите во архајскиот период обично имаат коњски карактеристики и коњска опашка, како овој сатир овде, а понекогаш наместо стапала имаат копита. Тоа се суштества од дивината кои живеат надвор од градот и имаат необуздана природа. Го сакаат виното, затоа и се придружници на Дионис. Го сакаат сексот, затоа ги бркаат менадите. Го сакаат танцот и песните. Овдека сатирот свири на еден музички инструмент со две писки, тоа е авлост. Авлосот е карактеристичен за драмските представи. Тие се важни, сатирите се важни да се спомнат, бидејќи се вели дека трагедијата настанала од песните на сатирите. Други придружнички на Дионис се, кои што се среќаваат и порано во книжевната традиција, се токму менадите, чие име укажува на екстатичноста на култот. Менади или мајнади, според класичниот изговор, се разулавените. Таква е етимологијата на зборот, кои во лудило јадат сурово месо и трчаат по шумите. За разлика од сатирите, кои имаат божествено потекло, менадите се смртнички, тие се мажени жени, без исклучок. Рековме дека Дионис е бог на драмата и на театарот и прво да расчистиме што е тоа драма. Самиот збор драма значи дејствување, потекнува од глаголот дран, бидејќи фабулата се прикажува преку дејствување на драмските лица, а не преку раскажување, како например во епот. На фестивалот или прославата посветена на Дионис, што ја спомнав, се прикажувале 3 драмски вида: трагедија, сатирска драма и комедија. На фестивалот Големи Диониси, секој трагедиограф прикажувал по една тетралогија, значи 3 трагедии и сатирска драма, која е на крајот, која во почетокот представувала целина на макроструктурално рамниште. И кога велам сатирска драма, не мислам на сатира, туку на драма чиј хор е составен од сатири, придружниците на Дионис, чие присуство дава забавен тон на оваа последна драма во тетралогијата. Драмата ја изведувале глумци и хор,
Присуството на хорот не треба да чуди, затоа што потеклото на драмските видови е пред се од песните и ората на хоровите. Глумците го представуваат текстот преку диалог, во јамски триметар или трохајски тетраметар, што се метри за рецитирање, а хорот преку песна и танц. Она што треба да се знае дека во античката драма глумеле тројца глумци кои имале повеќе улоги. Глумците биле мажи од угледни семејства, бидејќи да се глуми било чест, а жените ја немале таа чест. Затоа мажите глумат и женски улоги. Хорот исто така има удел во драмското дејство и представува колективен херој или хероина, односно го застапува ставот на мноштвото. Од тука за секоја драма тој презема различен идентитет. На овој слайд можеме да видиме маски и костими што ги употребувале глумците. Значи, тие не биле од камен секако, туку најчесто се правени од лен или дрво. Зошто носеле маски и костими? Заради фактот што тројца глумци глумеле повеќе улоги и глумеле улоги и на жени. Ова е еден исечок од една поголема ваза што се вика прономос или проном ваза, поради музичарот кој што е насликан на неа и до него е напишано неговото име. Се датира некаде кон крајот на 5 век. Овде имаме представено нешто што се случува бекстејдж, значи позади сцена. Ова е драмски сатир и до него е драмскиот херој, кој ги држат своите маски. Значи, сликата покажува еден момент надвор од сцената. Доаѓаме до театарот, односно местото каде што се прикажувале драмите. На овој слайд може да го видите Акрополот во Атина, каде на југоисточната падина се наоѓа театарот на Дионис. Тој во почетокот не бил трајна градба, но постепено се утврдил. Помалиот театар што се гледа на слайдот бил покриена градба, Одејон, во која не се прикажувале драми, туку музички изведби. И ова е една гледка на Акрополот, но од другата страна. Не се гледа театарот добро. Да видиме кои се делови на театарот. Ова овде е еден антички театар во Епидаур и е прилично добро зачуван, но не е зачувана сцената. Значи, грчкиот театар се состои од 3 дела. Тоа се сцена, оркестра и театрон. Сцената представува голема правоаголна зграда, што недостасува овде, но можете да го видите на првиот слайд, на насловната страна. Таа правоаголна зграда се наоѓа зад оркестрата. Во неа глумците си ги менувале маските и облеките, но исто така служило за да ја представи локацијата во драмата, која е обично сместена во палата или куќа на некој анонимен граѓанин, ако се работи за комедија. Глумците изведувале на проскенионот. Проскенион, тоа е местото, просторот пред сцената. Оркестрата, пак тој кружен дел, што го гледаме, тоа е местото наменето за хорот. Етимологијата на зборот оркестра доаѓа од глаголот орхеомај, значи играм, танцувам, ни покажува дека тоа е место за танцување и пеење и таа функција си ја задржува и покрај тоа што улогата на хорот по класичниот период е значително намалена. Обликот на оркестрата бил кружен, еве вака како што гледаме, но подоцна во хеленизмот и во римскиот период добива и полукружен облик.
најчесто такви ги гледаме денес. Значи, тоа се пред се римски театри. Во средината на оркестрата бил поставен олтар кој што се нарекува химела, затоа што сепак ова потекнува драмата од култот на богот Дионис. Театронот пак е местото наменето за публиката. Самиот збор театрон значи гледалиште, доаѓа од глаголот theaomai, што значи гледам, додека латинскиот збор за овој дел аудиториум потекнува од глаголот audio, што значи слушам. Овде можеме да видиме скица како изгледа грчки театар, дека не е тоа полукруг, туку малку повеќе зафаќа. Во врска со сценското уредување, нешто ни кажува еден антички автор, Витруви, овде имаме еден исечок. Тој вели, има 3 вида сцени. Едниот се нарекува трагички, другиот комички, а третиот сатирски. Тие меѓу себе се различно украсени на нееднаков начин. Трагичките сцени се насликани со столбови, предни делови од храмови, со статуи, со останати кралски предмети. Комичките сцени, од друга страна, имаат приватни згради и балкони со погледи кои се имитација на подредени прозори на начин како заедничките згради. Сатирските сцени пак се украсени со дрвја, пештери, со ридови, со останати диви работи, вообличени во вид на пейзаж. Иако имало огромна продукција, особено во 5-тиот и во 4-тиот век пред нова ера, значи во класичниот период, сепак многу малку е зачувано од античката драма. Денес имаме можност да ги читаме трагедиите на овие тројца трагедиографи, Аисхил, Софокли и Еврипид. Од Аисхил се зачувани 7 и сите се преведени на македонски јазик. Од Софокли исто така 7 и една делумно зачувана сатирска драма. И сето тоа е преведено. И од Еврипид имаме најмногу, 19, најголем дел од тие исто така се преведени, препеени на македонски јазик. Од комедиографите имаме зачувани комедии од двајца, представници на различни периоди од развојот на античката комедија. Тој е Аристофан, представник на старата античка комедија, од кого се зачувани 11 комедии, преведени на македонски јазик, и од Менандар, кој што е представник на новата античка комедија, значи кој живее и твори кон крајот на 4-тиот, почетокот на 3-тиот век пред нова ера. Од него целосно зачувана е само една комедија Намќор и имаме повеќе фрагменти. И на крај, за оние што се интересираат повеќе за античката драма, може да ја погледнете книгата Античка драма. Ви благодарам на вниманието и до гледање.